И драго ми е што вака полна сала испраќа силна порака кон сите во Карпош од надвор преку овие камери, фотоапарати и преку нас сите што ќе ја испратиме, недвосмислена порака да се знае дека се враќа до вербата на граѓаните на општина Карпош кон Социјалдемократскиот сојуз, но исто така силна порака од авангардноста на Карпош. Денеска сите живеат многу лошо во Република Македонија. Социјалдемократите живеат ѓаволски тешко, но сите живеат многу тешко во ова наша земја. Сиромаштијата никој пат не била во таков процент во нашата земја. Денеска е изуништено мултикомплексно целото ова наше општество. Нема критериуми, нема норми, нема сектори, нема оддели во секојдневното живење, каде што не е зафатена од ова фурија, од ова цунами, која што уништува се. Старите велеа, под османлиско робство бевме, кога беговите и пашите го собираа арачот, остава нешто кај народот. Душата, остава барем малку да преживее, да заработи наредната година, пак да плати арач. Овие уште душата на овој наш народ не му е имат земено. До крај е отиде на работата и реално затоа сите велат, се е веќе видено од оваа власт. Не очекуваме ништо ново, ништо авангардно, ништо што ќе промени посебно во државата. Да ја видиме вашата понуда. Да видиме што тоа опозицијата ни нуди. Како мислите дека ќе го подобриме животот и како ќе ја вратиме на вистинскиот колосек нашата земја, како можеме дома и ние како родители да им гарантираме известна иднина на нашите деца, на поколенијата кои што доаѓаат после нас. Учевме сите од своите родители дека она што сме го стекнале и дадено ни во наследство, наша должност е не да го оставиме и да го надоградиме. Денеска го подјадуваме тоа што ни е оставено од нашите. Целосно народот живее благодарение на тоа што го има од татковци и дедовци. Го продава, го става под хипотеки, го крпи животот од секој сегмент. Сите гледаме дека вака не ни ја бива работата. Токму тој правец, 5,5 месеци, пратеничка група, извршен одбор, централен одбор, с експерти домашни и странски, работевме на концепт во кој што искрено веруваме. И да знаете дека нема друг концепт кој што може да ја врати на вистинскиот пат нашата земја. Нашата земја е млада демократија, млада земја, 22 години самостојност, поминавме доста пребрежја, реално, овие 8 години не клекнаа на колена. И тоа е секаде присутно. Денеска во Македонија не се зборува за работнички права, денеска нема синдикати во државата, денес нема авангардно, охрабрувачки народ кој што може да испрати силни пораки кон целиот остаток од нацијата. Денеска граѓаните не одат во државни болници, одат во приватни болници. Денеска најголемиот пораз кој што го доживееваме, секој ден го гледаме околу нас, а тоа ни се празни државата на ангро. Ни заминуват младите, преку 370.000 по Светска банка, по наши податоци преку 400.000, пред се млади луѓе ја имат напуштено нашата земја. Попоразителен факт од тоа нема. Младоста и авангардноста, моторната сила, вредна за секој општество, денеска младите луѓе со дипломи на инженери, на менаџери, на професори и наставници, за жал, ја имат напуштено нашата земја и ќе ги видиме во Пјаченца во Италија како продават Макдоналдс или чуват стари луѓе во старечки домови во Швајцарија, наместо нивниот потенцијал да биде вграден овде во нашето општество. Од тие причини создадовме концепт во кој што искрено веруваме. Реално возможен, можен да се имплементира и во многу краток рок да даде свој резултат. Сите знаеме дека на економски план во брзо не се случуваат вкупните и круцијални резултати. Но овој концепт на вистина може во многу краток период да даде резултат кој што ќе го почувствува секое семејство. Тргнавме од тоа верувајќи дека крајно време е да државата ја одигра онаа круцијална улога и да го избалансира нашето општество по социјалната сфера, по социјалниот сегмент. Многу баланси се правеле во ова наша држава. Правата на албанците, правата на другите мали етнички заедници, други права или слично, но најважниот баланс не е постигнат во државата.
И затоа денеска имаме 2 до 3% екстремно богати луѓе, 4 до 5% остана само средна класа, а преку 92% се сиромашни луѓе, кои што не знаат како ќе го закрапат месецот, не знаат како ќе ги школуват своите деца, не знаат која им е известната иднина за наредниот месец кој што доаѓа. Секој од нешто се плаши, штрепат и она малку што го има да не го изгубат, за да не паднат под прагот на нормалната екзистенција. Од тие причини, концептот го нарековме да ја вратиме средната класа, да создадеме фер и правечно општество за сите, да градиме иднина наместо минато. Од тие причини, целиот овој концепт има филозофска намера, буквално практично, по сите можни механизми, со сите можни мерки, да ги враќа парите назад кон граѓаните. Верувајќи дека разнишаните темели на ова наша Македонија можеме да ги подобреме, реално ако интервенираме токму во секое семејство, кај граѓаните и на тој начин да ја стабилизираме куќата Македонија, која што реално сега е со разнишени темели. Затоа еден дел од мерките имат за задача да ги олабават граѓаните од сите овие нови модерни давачки, кои што се измислени по секој начин да зафатат колку што може повеќе од граѓаните. И вториот сет на мерки имат за задача да враќат пари назад кон граѓаните. Да ги враќат колку што може по сите основи, што повеќе е можно пари назад кон граѓаните. Затоа, кога ќе ги гледате сите мерки, веќе се отвара јавна дебата на секаде за сите мерки, ќе препознаете со кои од мерките сакаме да ги олабавиме, успокоиме семејните буџети, а со кои мерки сакаме да ги подобриме преку испраќање на директни финансиски средства кои што допират до сите граѓани. Оваа програма брои повеќе од 350 мерки. Преку 40 веќе се насобрани кои што дојдоа од ваквите јавни трибини и дебати од граѓаните, многу квалитетни кои што ќе ја подобрат програмата. И затоа можеме на ваквите трибини само делумно да представиме барем она што значи сиже, сршта на самата програма, за да може да биде сватена, за да знаете кон што се стремиме. Овие трибини имат за цел да предочиме детали од самите мерки, за да побараме помош од нашите членови, симпатизери, подржувачи, да го шират овој момент на секаде низ цела Македонија.